Вести на канал Усум. Добар ден. Комуналното јавно предпријатие Водовод започна постапка за набавка на комунална опрема за собирање на отпадот од јавните површини и од домаќинствата. За нови контейнери и корпи, како и за придружна опрема, се планира од буџетот на предпријатието да се потрошат околу 30.000 евра. Набавка на нови метални и пластични контейнери и корпи за собирање отпад од јавните простори ќе реализира комуналното јавно предпријатие Водовод во наредниот период. Тоа е дел од редовната програма за одржување на хигиената и изнесување на сметот од неколку локации во градот. Планираната сума што треба да се потроши за оваа намена изнесува над 1.840.000 денари. Според техничката спецификација во тендерската постапка, парите ќе бидат наменети за купување 3 метални контейнери со капацитет од 5 метри кубни, 20 пластични контейнери од 1,1 метар кубен и 80 метални подцинкувани контейнери со ист капацитет. Освен тоа, со повикот се планира да се набават и 150 метални тркалца обложени со гума, за да се заменат оштетените или украдените од постојните контейнери во градот. За одржување на хигиената на јавните површини пак ќе продолжи поставувањето нови корпи за отпадоци. Со набавката е предвидено да се купат 30 метални корпи и држачи слични на постојните. При тоа, од добавувачот се бара да обезбеди компатибилност на контейнерите со стандардниот механизам за нивно празнење, што е вграден на комуналните возила. Тендерската постапка, односно јавниот повик за избор на понудувач на комуналната опрема, беше објавен на крајот на минатиот месец, а пријавувањето на заинтересираните фирми трае до 16 март. Рокот за испорака на опремата е 5 дена од склучувањето на договорот. Ваквите набавки во комуналното предпријатие се редовни и вообичаено се прават еднаш годишно, при што минатата година за истата намена беа предвидени половина од средствата со кои што се бараа новите контейнери и канти за комунален отпад. Општина Кочани вложува околу 75.000 евра со кои ќе се доврши асфалтирањето на делови од улиците Скопска, Петар Синадинов и 555. Веќе е објавен јавен тендер за избор на изведувач на градежните работи, пошто се очекува градежните работи да бидат реализирани во рок од 3 месеци. Во реализацијата на програмата за изградба и реконструкција на сообраќајната инфраструктура за оваа година, локалната самоуправа на Кочани го вклучува и до комплетирањето на уште 3 улици во градот. Се работи за делови од улиците Скопска, Петар Синадинов и 555 во населбата Прокарка, каде всушност и завршуваат овие сообраќајници. Според проектната документација, планирано е да се завршат, односно да се доасфалтираат уште околу 830 метри на трите улици, со што ќе се обезбеди поврзување на постојните и на објектите што во иднина ќе се изградат на оваа локација. Општина Кочани веќе објави јавен тендер за избор на најповолен изведувач на градежните работи, а пријавувањето на заинтересираните фирми е до 19 март. Вкупната вредност на градежните работи се планира на околу 4,6 милиони денари, а парите се обезбедени од буџетот на општината преку програмата за изградба и реконструкција на улици и локални патишта во 2018 година. По потпишувањето на договорот со фирмата чија понуда ќе биде избрана како најповолна, асфалтирањето на трите улици треба да се реализира во период од 3 месеци. Законот за јавни набавки ќе претрпи промени и до крајот на годината треба да биде усвоен нов законски текст. Тоа треба да донесе поголема транспарентност на набавките и да ја подобри ефикасноста на постапките, беше речено на регионалната јавна расправа што ја организираше УСАИД во соработка со Министерството за финансии, а што се одржа во Штип. До крајот на годината треба да биде донесен нов закон за јавни набавки, за што во овој период се организираат и јавни расправи и трибини со представници од бизнис секторот, од локалните самоуправи и од другите институции вклучени во постапките. Поради тоа неопходно е да се слушнат предлозите и сугестиите од стопанствениците, бидејќи во изминатите години законот е менуван 14 пати, без консултации и без да се слушне мислењето на засегнатите страни и на бизнис заедницата, истакна министерот за финансии Драган Тевдовски на регионалната информативна средба за новиот закон за јавни набавки што се одржа во Штип. При тоа беше истакнато дека во предлозите што дошле од 4 стопански комори имало корисни сугестии за подобрување на текстот на законот. Например,
околу електронскиот каталог. Јас целосно се согласувам дека тој ќе овозможи транспарентност и дека треба да размислиме како подобро да го прецизираме. Јас ќе ви кажам која е логиката на тој економски каталог. Изминатите години многу често се случувало да се набавуваат некои производи на големо, например пенкала, USB-ња со многу повисоки цени од колку што може да ги купите во продавница, во најобична продавница. Сега идејата е сите такви производи кои што фреквентно ќе се купуваат да бидат на тој електронски каталог, секој да може да ги види нивните цени и практично институциите брзо да можат на еден транспарентен начин тие да ги купуваат. Според министерот Тевдовски, новиот закон за јавни набавки во повеќе делови нуди поголема транспарентност, како што е во делот на објавувањето на договорите, но според сугестиите и забелешките на бизнис секторот треба да се зголеми и контролата во делот на реализацијата на договорите. Исто така предложено е да се формира тело кое ќе ги следи постапките, дали се реализирани од компаниите, но и дали се исплатени од страна на институциите. Се очекува законот да се усвои во октомври, а да се применува од јануари следната година. Регионалната инфосесија ја реализираше USAID преку проектот Партнерство за подобра бизнис регулатива. Без денар во куќичка која што во секој момент ќе се распадне. Во мизерни услови живее Бојко Спасов од Кочани, кој што преку Канал 8 апелира до сите хумани граѓани да му помогнат. Бојко Спасов од Кочани веќе 1 година и 3 месеци живее без денар во трошна куќичка која што е во распаѓање, а јаде ако му дадат соседите или други хумани луѓе. Во куќичката нема услови за ништо. Вода капе од сите страни, спие на искина душек, а се покрива со картони. До пред 1 година земал социјална помош и имал пари барем да се прехрани, но откако бил измамен од одредени луѓе кои што на неговата сметка му префрлиле пари и веднаш ги зеле, тогаш социјалното му ја укинала помошта. Сега тој повторно треба да направи документи и да ги поднесе во Центарот за социјални работи, за да му биде дадена социјална помош. Ги моли сите хумани граѓани ако се во можност да му помогнат. Вакви случаи како Спасов кои што живеат во мизерни услови, без елементарни услови за живот, во Кочани ги има многу, дури и по цели семејства, за кои Канал 8 постојано информира социјал-хуманите луѓе кои што се во можност да помогнат, било да е со прехранбени продукти, облека, обувки или слично. Исполнети аранжманите до последно место за прослава на 8 март. Кочанки празникот на жената го прославуваат повеќе надвор отколку во државата. Не штедат пари кога станува збор за прославата на нивниот празник, велат од туристичките агенции. Најатрактивна понуда е прославување во соседна Бугарија. Од претходните години, освен Банско, жените за прославување на нивниот ден 8 март сакаа да прошетат и во Венеција, Париз, Будва, Истанбул, Будимпешта, Солун, Прага. Оваа година од туристичките агенции велат дека жените најмногу се заинтересирани за соседна Бугарија. За овој 8 март најмногу заинтересираност имаме за 3 понуди, сите се во Бугарија, една во Благоевград, во Дупница и во Сандански. Во Сандански цената за 2 ноќевања со поедок и вечера е 3200 денари, а во Дупница со 2 ноќевања со поедок и вечера 3760 денари, а со едно е 2540, и Благоевград цената на едно ноќевање е 2470 денари. Веќе за Сандански 2 автобуса, Дупница автобус и минибус, Благоевград еден минибус и се уште запишувањето е во тек. Сепак, доста жени од Кочани 8 март ќе го поминат дома или во некои од кочанските локали и ресторани, кои нудат поволни цени и забава со атрактивни пејачки групи. Сабота 3 март во Виница продолжува традицијата на организирање на манифестацијата Тодорови трки. Поради временските услови беше одложена за 1 недела, а општина Виница ја организира 8 година поред.
Во 10:30 со дефиле на коњи и трубадури од стариот градски плоштад долж главната улица па се до градскиот парк и стадионот ќе започнат Тодоровите траки во Виница. Поради временските услови се пролонгираше одржувањето на манифестацијата, која што општина Виница ја организира веќе 8 години поред, по повод празникот Свети Теодор Тирон или Тодорова сабота. Надпреварите на стадионот ќе започнат од 11 часот со следниве дисциплини: трчање до 40 метри, предучилишна возраст, децата од големата група од детската градинка Гоце Делчев, машки и женски. Прво, второ и трето оделение ученици од сите основни училишта и четврто и пето оделение исто така ученици од сите основни училишта. До 60 метри, 6 и 7 оделение, до 80 метри, 8 и 9 оделение. До 400 метри, прва и втора година од средното училиште Ванчо Прке и трета и четврта година од исто од средното училиште Ванчо Прке. Велосипеди до 80 метри, прво, второ, трето, четврто и пето оделение, до 400 метри, 6, 7, 8 и 9 и учениците од средно училиште. Дисциплините за возрастни, во кои ќе бидат вклучени и пензионерите, се следниве: возрастни и средношколци, јајце во лажица на 60 метри, трчање во вреќа на 60 метри, трчање со шише на глава, трчање со патерици, трчање назад, влечење со јаже, трка со коњи. И годинава наградите за најдобрите тројца учесници во секоја категорија се обезбедени со спонзорство од приватниот сектор во општината. Следува информацијата од спортот. Фудбалерите на Осогово викендов како домаќини ќе одиграат пријателски контролен надпревар, а ќе гостува тимот на Детонит од Радовиш. Екипата на Баскет Дино во третата кошаркарска лига ќе биде домаќин на надпреварот против Борец од Велес. Продолжуваат подготовките на фудбалерите на Осогово пред пролетниот дел од правенството во втората лига. Викендов ќе бидат домакини на шестиот пријателски контролен надпревар со тимот на Детонит од Радовиш. Надпреварот ќе се игра в сабота со почеток од 14 часот на стадионот Никола Мантов. Радовишани се надпреваруваат во третата лига Југоисток, но тоа воопшто не значи дека се работи за слаб противник, со оглед што во есенскиот дел го освоија првото место. По минатонеделната победа против тимот на Гобленот Куманово се очекува жолтосините да забележат уште еден успех. Стручниот штаб на располагање ќе ги има сите играчи, а единствена пречка може да бидат лошите временски услови и мекиот и влажен терен. Викендов продолжуваат и надпреварите во третата кошаркарска лига. Според распоредот ќе се игра 12-тото коло, во кое екипата на Баскет Дино на домашен терен треба да го пречека тимот на Борец од Велес. Двете екипи се со изедначен квалитет, односно на крајот од есенскиот дел ги делеше само еден бод, со кој нашите момчиња беа 2 места погоре. Средбата со Велешани се игра в сабота со почеток од 16 часот и 30 минути. Во М14 лигата пак, тимот на Баскет Дино исто така е домакин. Во последното коло пред разигрувањето, во Кочани ќе гостува екипата на Феникс од Скопје. Покрај овие две екипи, викендов активни ќе бидат и борачите, кои ќе учествуваат на државното изборно првенство за младинци и пионери во Радовиш, како и пимпонгарите, кои ќе настапат на 26-тото државно првенство, чиј домакин е Штип.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова петочно издание на вестите на Канал 8. Екипата ви посакува пријатен викенд. Довидување.